Дено на влюбените, Трифун во спомените, што ли сгреши Трифуне? Парарара, некој ќе се лажи, некој ќе се мажи, речи амин Господе. Парарара. И запрасувањата може да почнат. Сега остае запрасувањата, ај се кладиме дека ако некој друг сними ваква песна хит ќе би. Бадно, ова и мајтав да си прави, не сме да си прави, ти што се занесо. А има луѓе што сериозно вакви песни снимат, моречој. Ама добра, ај кој ме праша мене? Дека да се вратиме на женитби. Знаеш колку луѓе ќе паднат тавче денес бе? Пошто тие се термини, Нова година, Valentine's Day или Трипун понашки, евентуално некој од овие поголемите празници Божик Великден и последната опција или на одмор или на концерт некој тие. Ама ова е пошто е демек дено на влюбените, ти другите дено не сте влюбени, само овај сте. Е тука, бате, не да паѓаат луѓе в тавче, се прегорват. И да ти кажам право, уште не дојде на вечерта некако на загорено ми мириса. Дај жути, оти изгоревме за шпица. Оти што мислев сега ке речи. Пица бе бате, да се знае, оди шпицата по муабет. Ајде батина, пуштај. Се, кој ќе правиме муабет за ден на влюбени, за парој, за романтики и такви работи, не можеме да не ги спомниме разликите помеѓу мажите и жени. Значи во суштина, честно исклучоци, жените се главните романтичари во една врска. И нешто што никој не ти кажува, дури да не се тие романтичарот во врската, тие ќе си ја замислат романтиката како треба биде. Арно, ама нема никош да ти кажат. Ти треба да си доволно видовит за да видиш та романтиката во умонивни и да интерпретираш исто ако не и поубаво тоа што го имат замислено, ти ако не го направиш тоа, бате, греши работата остава. Арно, ама нешто што никој не му го кажува на жените, е дека мажите не се романтичари, оти можат, ама неќа, туку не се, пошто едноставно не се така жичките споени веќе. Пример, на маж никогаш нема му текни дека цвеќе треба се купи ако некој не му речи. Уште поако и да му речиш некојаш и 200 пати му речиш, па нема му текни, оти едноставно не му е мозоко, не му е там. Исто така, пример, на маж никогаш нема му текни, ајде на кино дојме. Пак ќе речам честни склучоци, ама во суштина маж сака се оптегни дома да си пушти некој филмче, не мора на кино да го гледа, да му ga ламат други луѓе оваона. Со личноста тука ги седнат никому ништо. Тоа му е преубаво на жените, ама во исто време жените сакат и да одат негде. Тоа воопшто не е проблем. Проблемот е што жените сакат мажите да кажат кај треба да одат, ама тоа да биде некое место што таја го сака сега во моментот и тоа секогаш е различно. Значи тој да биде тој што ќе речи сега ќе те носам ваму и ваму, ама да знај точно кај сака таја и кога сака и како сака. Особено ако се работи за јадење. Значи за јадење ич муавет да не прави. Мажо кај сака да оди кога ќе му се јади. Кај било бе бате да јади. А маш му е битно кога ќе му се јади некој јадење вака му речи ко на слепец на, тој да го земи да јади. Дали ќе му се бенди се или не е во втор план. Не е битното, битно е да јади и да не мора да го прави. А на жена шо му е битно кога треба да јадат двајца? Битно му е некој да му кажи кај треба или шо треба да јади. И не само да му кажиш ваму сака. Не бате, треба му погодиш шо не е во моментот му се јади. Шо е трикот тука? Што ни таа самата не знае шо во моментот му се јади. Чека некој да му кажи за да знае. Арно, битно знај шо не му се јади. Са ти набројваш места, тати вели неќам таму, неќам таму, неќам таму, неќам таму. Ти на крај му велиш кај било и тати вели аман ти стално кај било. Еднаш речи таму ќе јади. И ти му велиш добро, таму ќе јади. Неќам таму. И така то се повторва, се врти во круг. И ми се чини дека тој круг никогаш нема престане да се врти, али добро. Што значи тој дел од романтиката е малце терсе. Од едноставно и мажите и жените сме различни како суштества и така треба биде. Што фала Богу не значи дека не треба се потруди. Исто како што не значи дека ако некој се потрудил не треба трудот да му е ценен. Исто така голем дел од таа романтика, од тие убајте моменти се изненадувања. И жените пример обожаваат изненадување. Арно, ама и тука има услови, од иначе нема да биде тоа изненадување. Пошто ако ги погодиш условите ќе се прерадва тука, може и ќе плачи, може и не знаеш што ќе прави. Ама ќе се гледа дека е природно. Ако не ги погодиш условите, бату глед тука, здравје си го носи. Особено зборам за вие што планирате да клекните си валкате колена. Значи слушај ме внимателно. Не е ова ково 42 што праеле, ела мори ваму ќе те земам за жена и готово. Денешно време сакал или некел од филмо и гледање од ова од она, од тие пусти тиктоци и глупости што ги гледат, мора да клекниш ба. Сакал ти или некел барем ќе подклекни. Мислам ти ќе подклекниш во теко на живото секако. Ама денешно време во стартот треба да биде со клекна. Јарно од тие пусти социјални мрежи и видеа и тиктоци, инстаграм и чуда, не е покени само клекнувањето. Треба пазиш кај, треба пазиш со кој, треба пазиш да е дотерана, суредена, нашминкана. Најбитно од се треба пазиш ноктите дали се направени,
ноктите ако не се направени слика со прстен ти не клаваш ба. Значи ноктото ако виси од поваму ако е направен вака, ако не е како што треба цели. Рачунај дека готово. Ти таа слика не ја клаваш се, ако ќе има нокти тоа ќе ја клај. Тие така мислите о. Абе седи море цела наука се стори да треба се жени. Цела наука. Ете пример пред некоја година бевме некаде на нечија свирка, не се сеќавам каде. Тие собрани друштво, се знаеме со музичарите кака ракикири тука. До нас седи пар. И батето нарачва песна, викнува другар еден, тој другаро седнува, го гледаш се мести со телефоно. Гледаш дека ќе битнува ситуацијата, баш ми се чини овај ден беше, ако не беше новој на некој ваков бе. Почнува музиката да свири, ние сите премаме телефоните со усулдевек и чупето примети колку е сато. И му се врти низ заби му вели: "Не прави глупости, немаме срамиш пред народот, немој туку ти ќе те запал." Ама жените можат тој насмеано да ти го речат: "Нек ништо не, немој да правиш глупости, тука ти ќе те запала." И батето си ја прибра раката во џебо, музиката си посвири, тој си посвирка, ние си посвиркавме. Чудна ситуација да тука видва. Оти ќе речи. Оти жените си го замислуваат тој момент кој ќе се дотоцка е вака од дечи и си прат филмови ваму да биди, таму да биди, ваква ќе бидам јас со ваква хаљина, со нокти, со ти реков ми речи. Трапај се кај што не течеш, ама така му е ни филм. За чупето дојдено по фармерчина тука по ванелче што велат Демирисарско. Ресторано луѓе еден тон, тој тука нешто ќе прави зафат. И гарант ноктите не му беа правени, јас не можев да видам са до толку глупо да се гледа човек, ама се кладам дека ноктите не беа направени, како ќе клат слика. Најбитно денешно време не е клекнувањето, најбитно е сликата што ќе ја клаиш да видат другите да пукнат од мака. Пошто жените мислат дека кога ќе те запроси некој кога ќе клаиш прстено, сите во ноктите ќе те гледа. Демек прстено во втор план е кој го тркала прстено, ноктите вате. Од скапите од 800 са овие, не е ова играчка. Не е битно што некој таму си има глата тупено како да го купи, зошто да го купи, дали да го купи прстено. Море планој прави за иднината, море му се срушват светоите, фантазите негови дека мисли кузнај што ќе прави ако не се жени. Море 300.000 работи се дешават и го купва и се одлучва и побите не ноктова. Е така да си знаете вие што планирате колена да валкате, проверете и ноктите, оти ќе се разочарате, после ќе речите оти не речи. И знам дека е тешко како маж да слушаш што збора жената обично вака низ дома го сеите кој збора, ама жените нафрлат. Така ќе ти кажи суптилно тебе уз тиктоци, уз нешто што бил. Само треба да сакаш да ги видиш тие работи. Тие почнуваат со време да те спремат, ти дали приметваш или не е бит. А што е најбитно кога ги изненадваш жена? Да ја изненадиш, ама некако таја да знае да биде психички спремна. Утиич неќат да се кршат во јавност, ме сваѓаш. Неќат од нигде никаде, по некој момент кај што та не очекува да се случи нешто. Оти тука не ќе знае како да изреагира, не му е спремна фацата. Тие си ги спремат фаците бе брат денешно време. Значи жените денешни толку време врват пред камера, пред селфиња, пред ова, пред она, што таја ако не ја намести фацата и ако не му се погоди реакцијата нејзина да си ја бендиса, ти па ја љуфна работата, небитно се друго да е совршено. Ако се збуни таја, готова да си ја љуфнал работата. Таму ќе ти речи да, ама ќе ти го збора ова, ич да не се секира. Значи треба да ја изненадиш, да не знај дека ја изненадваш, ама да биди спремна. Па сад ти види, погоди го да те види. Исто е многу битно за жените и местото кај што ќе сакаш чино да го направиш. Ствари грешно се изрази. Местото кај што тие ќе сакат ти чино да го направиш. Оти ако мислиш дека ти си битен во некој дел од приказната вате, јас сум тука да ти кажам, кој те прашва? Значи кој те прашва? Мисли си ти колку сакаш, ама битно треба местото по неа да е убаво. Дали по тебе е убаво или не е битно. Оти мажи како мажи многу некиме во јавност, особено кога се подклекнува, пошто сме такви, сме компетитивни мажи. Некиш да те видат другите кај што подклекнуваш, сакаш твој приватен момент да биде. Се има и жени што го сакат истото, ама има и жени што сакат тоа да биде екстравагантно, да биде пред луѓе направено, да го види народот. Оти малце ќе го види по слики, по Инстаграм и по чуда. Не, и таму во живо да видат. А бога ми има и мажи што намерно го прават тоа во јавно, пошто му е шубе, не знаат што ќе биде одговор вака пред луѓе кога ќе ја клаиш пред свршен чин малце. Не е дека не може да ти речи не, ама и та некија се срами пред луѓето и ќе ти речи да, ама после тоа дома ќе си гаеш стапова. И тоа е еден од тие моменти што никогаш нема го разберам, пошто ако не си сигурен што уопште бараш во тавчето, ме сваѓаш. Ама има некои луѓе вакви што се не му е битно дали е взаемно нештото, битно тој или таја сака и сега ќе буцаме со глата во зид. А нема поубаво нешто од тоа кога се најдат двајца луѓе кога секој оди природно. Така, значи работите треба природно додат. И ништо то не е битно, ни место, ни нокти, ни како, ни зошто. Битно е да биди работата и кога ќе се сакате вистински, како и да биди, кај и да биди, ќе биди работата. А ако не биди, ако случајно добие некој не, и то не е крај на светот. Иако така може да изгледа на момент. Ама знаеш како поарно е крајот на светот да дојди тогаш, отколку да биди да одговор и после тоа да дојди крајот на свет. Значи во секој лош момент има и некаква добри, колку и да е мал. И мислам дека доста е за ден. Доста да го продолжам да зборам, некој ќе земи ќе се откаже и ќе речи како не ќе думам јас до толку. И за сите тие што мислите дека ова од
баталец го слушате, не е точно, бате, ние ги немавме тие проблеми. Поти ги речиш, поти овде некој приметва што му пуштат потик.